Носењето на деловникот во скратена постапка и измените кои наместо за сите ќе важат за две комисии. Прво, измените на деловник без опозиција, можем да кажам слободно дека е против уставот, против деловникот, ако сакате и кривично дело. Ама гледате се она кое што му одговара на Али Ахмети, Никола Груевски нема што не може да го исполни. Тоа се однесува како кога пиеш кафе и со прст ке брцне желба. Секоја желба која што ќе ја посака Али Ахмети, Никола Груевски едноставно ќе му ја исполни. Таков беше и случајот со Комисијата за труд и социјална политика, каде што Али Ахмети и неговата пратеничка група ДУИ има поднесено 15.000 амандмани по основ на законот за бранители. Значи лажните патриоти на лажен начин сакат, тоест поточно не сакат да го донесат законот за бранители. Натрешната македонска револуционерна организација се лажни патриоти и не сакаат да го донесат законот за бранителите. Превени парламентарни избори нема да има. Дали понатаму ќе ги бойкотирате локалните избори? Никола Груевски има уште само 3 дена да се вразуми. Единствен излез од оваа политичка криза се само предвремени парламентарни избори. Ние како опозиција апсолутно ќе истраеме на нашите заложби, бидејќи имаме таков мандат од раководствата на партиите и од огромниот број на членови кои што не поддржуваат, да се преку 440.000, без договор за предвидени парламентарни избори, опозицијата ќе ги бойкотира локалните избори. И Никола Груевски, нека не го лажи умот дека ќе може да организира локални избори без учество на оваа, говорам оваа вистинската опозиција. Не оние лажни издувани гуми кои што Никола Груевски и ВМРО ДПМН ги финансираат и работат во интерес на ВМРО ДПМН. Значи, уште еднаш сакам да потенцирам. Ако нема договор за предварени парламентарни избори, опозицијата ќе ги бойкотира локалните избори и ние како пратеници ќе ги вратиме мандатите. Коалициони партнери не се спремни да поднесат оставки на своите пратеници. Дали вие како СДСМ ќе поднесете оставки? И кога? Тоа се лаги и манипулации од медиумите блиски до режимот на Никола Груевски. Сите пратеници од овој состав, кои што се од опозицијата, ги имаме депонирано оставките и нема никаков проблем да ги вратиме назад во собранието. Уште еднаш потенцирам, тоа е лага и манипулација. Сите пратеници ги имаме подпишано оставките и ги имаме депонирано.